Лисицата, петелот, гусакот и штркот. Чита Александар Станојков. Кај што е била живеачката на една лисица, многу била запашкана од луѓето, што не можела да си најди ништо да касни. Оф, јас сирота, беше си рекла сама со себе, што се чини ал, не можам лебот да си го изваам, како што толку се сетија сите луѓе и ништо на мегдан не оставаат ноќе, за да можам да уловам ја некоја коковчица, ја некоја јаренце. Кај да заминам, се стапици наставени за да ме ватат, сегде пуси наклаени да ме отепат. Аз ли ќелјам, немат живот за мене, при се што сум молку итра. Треба да сум уште поитра, да така да можам да си изваам лебот. Думала, шестала лиса каков маривет да направи и издумала. Дала збор по светото ти, веќе ќе се покаит и ако најдела два тројца да стори другари со неа, ќе одела на аџилак. Арно, ама никој не ти ја веруват лиса за да одит со неа на аџилак. Од која виде лисаот и никој не е дошол в планина за да ја биде другар за на аџилак, слегала долу в поле и се прибрала до едно село. Врвејќи покрај едно буниште, ја видела кокошките и скркал петело по кокошките за да бегат, да не и вграбни лисицата. Море, што кркаш бре петле? Му рекла лиса. Што и плашиш кокошките? Зар мислиш бре петлеоти јас јадам кокошки? Јас од сега не јадам јајце, а не кокошки. Јас од неколку време наваму сум се покајала и кај си постам, ич мрсно в уста не сум клала. Ни пак ќе клаам. Чунќи ако сака Господ и уваа Богоројца, ние сум сторила да одам на аџилак. Арно, ама сакам една задужбина да сторам, за да земам тројца со мене, на мој арч да исторам аџи. Да, ако сакаш, брате Петле, ела ти да те сторам еден аџија да ти се простат сите греови. Кога чу петелот тие сладки зборови од лисицата, како да му се посакало да биде аџија и си рекол сам со себе, ајде да одам со лиса на аџилак и така ќе ми го тргат арџот, да белтим ќе ми се простат греовите што сум историл и кога ќе си дојдам барем аџија ќе ме викат. Ај мори лисо, јас ќе дојдам, лели велиш ти оти арџот ќе ми го тргаш. Таман, брате Петле, лели ти копти се од срце да идиш со мене и да сториш аџија, блазе тебе и преблазе на твојата грешна душа. Ајде повели аџи Петле, му рекла, тргај вамо кај што ќе одам јас и ич не бој се. Тргнал аџи Петле по лиса и одејќим поминале покрај еден вир. Во вирот имало едно стало гуски. Едно ја виделе лиса, спискал гуско, гра, по гуските за рато лисицата. Што се грачиш, море гусаку да грачиш, му рекла лиса, и гуските да плашиш. Треба да знаеш, брате гусаку, оти јас сум се покајала и сега си постам, само тревица си јадам. Месо в уста ич не сум клала. Ако не ме веруваш, еве праши аџи брате Петле, што е со мене волкуа дни. И друго да ми ти кажам, брате гусаку, јас тргам за на аџилак да одам, за да си спасам душицата од тешките греови што сум ми правила со пустиот касаплак мој по кокошки колење, по зајци и други животинки. Арно, ама, брате гусаче, до сега не бев знаела тие голем грев, крв да турам и души да губам. Не знам како ме научи Господ да појдам на дуовника да се исповедам. И дуовнико канон ми даде, дури сум жива, ич мевце да не каснам и на аџилак да одам, на душица да си ја спасам. Деве, кај сум се кинисала за таму, брате гусаче. Ако сака Господ да одам со здравие, да го видам тоа место, да и ако умрам да не жалам. Туку, што имам уште еден кусур, што немам уште два тројца другари да појдам со нив на аџилак и таа задужбина сакам да ја сторам, да покајам два тројца барем со мене, да дојдат на аџилак, да колку за арџо, брате гусаче, јас ќе им го тргам дотамо и довамо. Неќам тие да поарџат 5 пари скршени. Леба ми, ти велам, брате гусаче, му велела лисицата на гусакот дури со плач. О, многу арно си намислила, лисо, ја рекол гусакот. Блазе тебе и преблазе што ќе се сториш аџија и голема задужбина ќе ти се ватит,
дека ќе земиш и неколцина со тебе на свој арч да историш аджи. Аджи лисо, ај ако е кабил, јас да идам со тебе за да се сторам еден аджија, што велиш, ме земаш? Брате гусаче, како не ќе те земам кога ти е паднат венецот од Бога за аджија да бидиш? Ај, аджи гусаче, ај тргај по мене, ете си имал късме да се спасиш, не аджет ти било наречено зеро треќата вечер. Ај, Боже, поможи, беше рекол гусако и тргнал по лисицата да оитна аджилак. Зграчиле густи братенце мил, гра, по гусако ништо живо не беше го оставале. А лиса вати да и мири и да и кроти велејќи, не викајте густи, не жалете густи за аджи гусака, дека ќе оитна аджилак. Со Господ напред, сега брзо ќе си дојде и броеници на сите бакшиш ќе ви донесеме. Лели, бакшиш ќе ни донесете, ај со здравие да оите и со здравие да си доите, ја рекле густите. Си поведе лисицата Петла и гусака не за на аджилак, ама за на касапница. Одејќи, ти стрела еден штрк на патот и од која испрашал штркот кај од лиса и од која му доказала лиса како што му казала и на гусакот, го склопила и штркот да оид по неа за да го носи и него напусти аджилак. На мраку и прибила лиса до едно село при еден трњак да прележат ноќта. Лисицата се допрал до коренот од еден трн, штркот спротинеа, петлето на трнот се свил главата во пердуот и веднаш си заспал дека беше уморен. Гусако и тој беше се сгутел на трнот и тој си заспал. Само штркот не спиел чунки, не беше толку уморен. На лисицата ја сејало мевце, арно, ама не можела од штркот да изидна петела ја аджи гусак. Думала, кројала како да стори и беше скројала еден маривет. Леле, јас сирота, си велела со полојна глас. Изедов луѓе надуша со овој пален петел. Кешти него да него бе взела, ќе да изгинеме ние тројца. Ти се молам Боженце, врли со некоја ровја од небеси и уби го аджи петла. Од која беше се ислушал тие зборови штркот, е рекол на лиса, шо мака имаш мори аджи лисо од аджи петла, што толку се тагуваш? Како што мака имам аджи штркло, кога петело сега уште малку ќе си завати да си пеит како што му е адетот и ќе чујат селаните, да ќе дојдат и сите ќе не степат како врапци. Леле мори лисо, сите ќе изгинеме, е рекол штркот. Ами каков крај да се барат аджи лисо? Крајот аджи штрче, еден да умри, за тројца да се живи. Ми текна аджи лисо, е рекол штркот. Сега јас ќе ја свршам таа работа. Тоа рече штркот и се подкачил на трнот кај петел, та беше го чукнал со долгиот си клун аджи петла по глава и го пцојсал на часот. Липнал петел од трно удол и од која заспал и штркот, станала лиса и си го изела аджи петла како пресна леблебија. Утрот уште пред зора го скорнала штркот и гусакот и тргнала да оитна аджилак. Одила и пак огладнала и се сака да се најади. Арно, ама не можела колаја да им го најди за од двата еден да се изеи. Се прибрала една вечер до едно блато, кај што имало многу густи да преноќеат, и вечера пак ватила да се тагуват и да се колнит сама себе. Што нешто, аджи лисо, пак зер ќе не најди некое зло овде? Е рекол штркот. Оф бре, аджи штрк, му рекла лиса, ами не гледа што е густи во блатоно, ноќеска ќе гракни некоја гуска и гусакот ќе чуе, да ќе гракни и ќе не јави на некои луѓе да не уловат. Ето, то ми е тмаката, аджи штрекло. Лели е така, лисо, јас таа работа ќе ја свршам, еден нека умрит поарно, ошто двајца да умриме. Биде раат, лисо, сега јас ќе го свршам. Му пошол кај гусакот штркот и го чукнал по глава да го пцојсал на часот. Лисо, го свршив аджи гусако, биди раат сега. Сполај ти, аджи, сполај ти на твоето јунасто што го имаш во клунот. За многу работи ќе ти помага клунот твој, ашколсун, аджи, ашколсун. И ватила да се виткат и да си клава раците во лажичката. Кај ја боли.
Штркот ја гледат и како да ја пожалал. Што нешто, лисо, се виткаш? Уов море Штркло, не прашај ме, оти ми е грев да кажам. Ама лели сме другари, ќе ти кажам. Еле, од кога сум запостила да не јадам месо, се срце ме боли, ме страв да не умрам на постот. Немој, мори, лисо, не се земај за душа. Ами лели законот дава да мрсит болен? Мене го гусакот, а слијет мошне дебел. Јади сега да оздравиш, да од утре таму, пак пости си. И кога ќе ојме на аџилак, ќе се исповедаш и ќе се причестиш, па ќе си земиш една простена книга од Патрикот, да и ако даиш некоја пара да не жалиш. А сли тоа чекаше лис, од кога покрши ѓердан, појде и го изеде гусакот. Тргнаа да патуваат Лиса и Штрко, и Лиса сетуку кашлала како која да има коска запрена. Од кога огладне Лиса, посака и Штрко да си го изеи. Ватила да кашлат и со прсти в грло да пикат, ѓоа коската да ја вати што му била в грло запрена. Мори, што имаш, Лисо, што се мачиш? Е рекол. Греот ме мачи, Штркло, му рекла. Дека се омрсив со гусакот, туку ми се запре една коска. Те молам, ако не ми посигаш батенце, со долгиот клун твој в усто да ми извоиш коската. Пети, Лисо, е рекол и посигнал со клунот на Штркот во грлото од лисицата да ја вади коската. Стиснала лисицата устата и му прекинала на Штрко главата. И него си го изела и се сторила аџија и аланџија. И трите јале, будали дале.